Вселенскиот брод Земја, Венера, Јупитер и Ајнштајн. Земја, нашиот вселенски брод. Добре дојдовте на едногодишно патување околу Сонцето. Сега сме тука. Рамноденицата беше пред 10 недели. За 3 недели ќе дојдеме до Долгоденица, почетокот на летото. Крајот на март во 1997 година кометата Хейл-Боб прелета покрај нас, се издигна над планетарната рамнина и можеше да се види навечер. Потоа исчезна. Каде отиде? Кога кометата беше најблиску до Земјата, бевме тука. 10 денови подоцна, кога беше најблиску до Сонцето, ние бевме овде. Во текот на 2 месеци, додека кометата леташе на планетарната рамнина, Земјата стигна до оваа точка. Повеќе не ја видовме кометата, затоа што беше во линија со Сонцето. Потоа кометата исчезна од планетарната рамнина и се упати на кај работ на сончевиот систем. Кометата незабележано патува по небото во линија со Сонцето. Само вие ја гледате на својот екран. Кога Венера излегува лево од Сонцето, може да се види навечер. Во текот на тие 3-4 месеци Венера е првото небеско тело кое се појавува по заоѓањето на Сонцето. Венериниот сјај е многу силен затоа што е блиску до Сонцето и до нас. Освен тоа е прикриена со густа бела атмосфера која ги одбива сончевите зраци. Кога Венера е десно од Сонцето, може да се види наутро. Потоа Венера и Земјата го продолжуваат патот околу Сонцето, но Венера е побрза од нас. За пар месеци Венера толку се оддалечува од Земјата што доаѓа во линија со Сонцето и исчезнува во неговиот сјај. Венера постепено излегува од сончевиот сјај и станува видлива навечер, лево од Сонцето. Кога е лево од Сонцето, ние ја гледаме навечер. Следејќи го Сонцето, Венера секој ден незабележливо го поминува небото. Кога Сонцето ќе зајде, Венера засјајува лево од местото каде исчезнала. Од недела до недела Венера се оддалечува од Сонцето. Останува се подолго на ноќното небо и се подолго ни е видлива. Секој месец доаѓа до средба на месечината и Јупитер. Месечината доаѓа во линија со Јупитер и тоа се случува вака. Месечината за 4 недели ја обиколува Земјата. Ќе ја користиме месечината како ориентир на планетариумиот хоризонт. Следете ја месечината и ќе ги видите планетите Венера, Марс, Јупитер и Сатурн. Секако, само на ноќната страна, бидејќи кога Сонцето ја осветлува Земјата на дневната страна, не можете да ги видите ни планетите, ни звездите. Еднаш месечно, линијата Земја-месечина е во правец со Јупитер, но сетете се дека Јупитер ни е 2000 пати подалеку од месечината. Во тоа порамнување, месечината е малку над или под Јупитер, бидејќи орбитата му е благо навалена во однос на планетите. Кога во зората, Сонцето на хоризонтот почнува да изгрева, звездите исчезнуваат, а со нив и малку посветли од Јупитер. Останува само месечината која се гледа и дење и ноќе. Јупитер и месечината на небото се обкружени од звездите, но звездите се неспоредливо подалеку. Месечината е многу блиску до Земјата.
Кога нашата планета би се симнала од орбитата и би се упатила кон месечината со својата вообичаена брзина од 107.000 км на час, би стигнале до месечината за 4 часови. До Јупитер по права линија би патувале скоро година дена. За 4 години би стигнале на Уран, а до Нептун за 6 години. Звездите се многу подалеку од планетите во Сончевиот систем. До звездата Алтаир би ни требале 160.000 години. Иако Алтаир ни е релативно блиску во однос на звездите кои се на другиот крај од нашата галаксија, кои можеби повеќе и не постојат. Да се вратиме сега на Земјата. 4 часови до месечината, а година дена до Јупитер. Тие големини се споредливи со оние во секојдневниот живот, димензиите на Сончевиот систем кои ги откривате на ова патување. Обично мислиме дека светлината патува праволиниски. Ајнштајн размислувал за универзумот и заклучил дека просторот се искривува поради гравитацијата, сила која создава огромна маса над звезда и галаксија. Тело, масивно како што е Сонцето, прави влабнатина во просторот и времето. Таа влабнатина во теоријата ја закривува светлината, како што топката ја заобиколува дупката. Тоа било само теорија. Теоријата е потврдена на 29. мај 1919 година. Тој ден дошло до целосно помрачување на Сонцето, а звездата Бета Таури била во линија со Сонцето, но неспоредливо подалеку. Требало да се појави овде, поблиску до Сонцето, но се гледала тук, подалеку од Сонцето. Кога светлината од звездите поминала покрај Сонцето, била закривена од масата на Сонцето. Сме ја виделе звездата десно, на крајот од правата линија, а таа всушност била лево, поблиску до Сонцето. Огромната маса на Сонцето навистина ја закривува светлината. Звездата се гледала десно, а всушност била лево. Со тоа се докажало дека теоријата на релативноста е точна. Следната недела ќе почнеме со посета на Уран, кој е многу подалеку од Сатурн. Толку е далеку што со векови се мислело дека е звезда. Ќе видиме како астроном аматер открил дека Уран е планета, така што се движи на небото. Тој ден нашиот сончев систем се удвои. Уран е голема и необична планета. Зошто оската му е легната на орбитата? Што можело да ги создаде прстените околу него? И што го доведува да оди цик-цак по својата орбита? Младиот астроном заклучил дека причината е непознатата планета Нептун, првата планета која е откриена со пресметки. 200 години предходно големиот Галилеј скоро да го открил Нептун. Го видел со телескоп, но мислел дека е Јупитеров сателит. Како го откривме Плутон, најдалечната планета во Сончевиот систем? Дали е навистина планета или месечина која ја совладала Нептуновата гравитација и станала одделна планета? Вториот сателит е се поблиску до Нептун. Кога ќе се судрат? А што се случува со легендарната планета X, 10-та планета? Дали таа навистина постои? Одговорите следуваат во идната недела. До тогаш, среќен пат на Вселенскиот брод Земја.